и повеќе. Единствено со кој сум се сретнал од Бугарија, тоа беше бугарскиот амбасадор во неговата официјална посета на Република Македонија. Потоа доаѓаше некој секретар овде на таа бугарска амбасада и сега оваа посета што ја остварив во Република Бугарија. Во ВМРО ДПМН, верувајте, навистина нема никакво бугарофилство. Нашата политика е многу јасна. Ако веќе први сврвивме идејата за една потполно независна, самостојна македонска држава, верувајте дека немаме намера да скршнеме никогаш од таа идеја. Во овој контекст, можеби на се тоа му погодуваат и одредени написи во дневниот печат, кои кај народот предизвикува збунетост. Може би ги наведува да веруваат во тоа што се пишува. Јас нема да навлегувам дали тоа точно или не, меѓутоа имаше и разни преписки ваши со господин Богдановски за ваши посети во Бугарија. Може би токму заради тоа, но кога сме кај Бугарија, вие туку што се вративте од една таква посета, јавна беше таа посета на Бугарија. Па и околу неа се крена одредена прашина во македонската јавност, особено околу некои ваши изјави за признавањето на македонската држава и за македонската нација и дека тоа треба да се остави повешно. Да, повешно интервенирано. Јас веднаш можам да ви одговорам. Прво ќе одговорам на ова прашање за докажувањето на за некакво бугарофилство во нашата партија. Јас тоа го реков и на пресконференцијата во Софија. Таму истакнав дека во сите тие разговори што ги имав со бугарските партии и политички лидери, никој не се обидуваше да ја дискредитира македонската нација, да зборува дека таа нација не постои, дека македонците се бугари. И таму многу одговорено реков дека единствени, со исклучок на ВМРО СМД, и таму најодговорено реков дека единствени во овој момент кој сака да докаже дека ВМРО е бугарофилска партија, тоа е ВМРО СМД во Бугарија и Нова Македонија во Македонија. За кои ми се интересите да го докаже тоа, навистина не ми јасно. Инаку да се вратам на посетата, целта на посетата без сомнение беше да го направиме оној обид кој ние постојано го декларираме и го зацртавме во нашата програма, тоа е дека Македонија мора да има нова балканска политика, мора да води нова балканска политика, при што треба да се труди да се промени и самата себе, меѓутоа да ги промени и своите соговорници. И она наша идеја која истакнавме на самиот почеток, дека по секоја наша балканска земја мораме да бараме и пријатели, и непријатели, меѓутоа и пријатели.